Амбасадорот на Јапонија во Македонија Савада Хиронори заедно со градоначалникот Максим Димитриевски денеска го посетија одделот за интерни болести во Општа болница Куманово, каде што минатата година беше дониран кардиолошки ехоапарат. Со ултразвучниот апарат просечно секој месец се прават 50 прегледи, информираат надлежните. Ултразвучниот апарат беше потребен заради тоа што итните случаи кои доаѓаат било со кардиолошка патологија или со некои други ургентни состојби за кои што е потребен ултразвучен преглед од софистициран апарат заради брза дијагностика и ефективно третирање на истата, а истите вакви апарати ги имаме само во амбулантскиот дел. Значи, можеби не е толку современ, постар модел, меѓутоа одличен апарат имаме во кардиолошката амбуланта за интерни болести, но на оделот немавме. Со помош на новиот ехоапарат, пациентите од 6 општини во североисточниот регион добиваат навремена дијагноза и прецизна терапија, истакна амбасадорот на Јапонија, кој присуствуваше на церемонијата за комплетирање на GGP проект во јавната здравствена установа во Куманово. Драго ми е дека за една година со овој апарат се избрешени повеќе од 500 прегледи. Со помош на новиот ехоапарат, пациентите од 6 општини во северно-источниот регион добиваат навремена дијагноза и прецизна терапија. Јапонскиот народ е среќен и горд што му помага на македонскиот народ да има подобри здравствени услови. Тоа го правиме во рамки на јапонската програма за мали грантови за основни потреби и човекова безбедност или GGP, што е еден од столбовите на нашата соработка во Северна Македонија. Од 1996 година Јапонија поддржува проекти во секторот здравство, образование и животна средина во Северна Македонија. Општина Куманово со јапонската амбасада соработува повеќе од 30 години, а целта е да се работи на продлбочување на соработката, потенцира градоначалникот Димитриевски. Од страна на грантови шеми и донации од јапонската амбасада се реализирани поголем број на проекти во нашата општина, вклучувајќи ги и проекти во делот и сегментот на здравството, но не можам да изоставам и да не споменам дека тука беше и големиот проект заедно финансиран со UNDP и соработка на општина Куманово за изградба на дел од речното корито на река Липковка. Ние разговаравме со амбасадорот, оваа соработка успешна и плодна и за амбасадата и за нас како користници на грантовите шеми ќе продолжи со можности за продлбочување на соработка и изнаоѓање на одредена општина со слични интереси во Јапонија, со која на почеток би подпишале меморандум за соработка, а подоцна можеби избратимување по примерот како што го имаме со голем број на општини во регионот, а сега и во Европа. Преку GGP проектот досега Јапонија финансираше над 60 проекти во здравствениот сектор во вкупна вредност од повеќе од 3 милиони евра, конкретно во медицинска опрема, реновирање на клиники и возила за брза помош. Дополнително Јапонија во последните 2 години ги опремува јавните здравствени установи со медицинска опрема во вредност од 813.000 евра, како итна помош за COVID-19, дел од програмата за економски и социјален развој и дополнителна нефинансиска помош понудена во лекови за 100 пациенти со COVID-19. Преку проектите од програмата за мали грантови, Јапонија има финансирано реновирање и набавка на опрема за повеќе од 73 училишта и градинки, 64 здравствени установи и обезбеди 34 специјализирани возила за управување со отпад и комунални услуги за 51 општина во Македонија.